Почитувани гледачи на OTV.mk, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муавети. Денес со нас во студиото е Ирена Јакимовска, или како што си ја знаеме сите во Прилеп, Ирена Ангел. Добар ден. Или Ирена Ангел. Или Ирена Ангел. Добар ден, добро ве најдов. Како си? Одлично, драго ми е што ете имаме нов портал во нашиот град и секако дека поддршка до вас. И би ми било драго ако придонесам во промовирање на порталот. Промовирање и развој. Сега ако се трудиме веќе 10 месеци да зрачиме на интернет просторот и сепак се фокусираме на Пелагонискиот регион, Прилеп најчесто, затоа што и функционираме во Прилеп. Да, и медиумски Прилеп не е покриен целосно. За жал, да, и пробуваме некако да ги известуваме граѓаните за сите важни теми, а сега веќе да снимиме по еден малку поразличен разговор со сите важни луѓе кои што Прилеп ги родил, ги одгледал, а сега ти ги предонесуваат за него. Ја таму кај важни би ве подобрила. Сите сме подеднакво важни за општеството, меѓутоа има оние кои што прават промени. А иначе сме сите важни. Па сега, пошто повод при договарањето на муабетов беше 8 март, снимаме на 2-3 дена пред 8 март, би го почнал муабетов вака како жена во машкиот свет, во конзервативна држава, а може да се каже во најконзервативниот град во таа држава. Како беше почеток и кои беа предизвиците? Па мојот став за овој град и генерално за Македонија е да вие доколку успеете во Прилеп, за вас успехот е загарантиран секаде во светот. И генерално успехот во градот каде што сте родени е најтежок можеби заради тоа што популацијата ве познава од кога сте биле дете и има перцепција, некаква слика за вас креирана. Особено во Прилеп секој има сериозна приказна за нашите проблеми решени. Точно, и ние во Прилеп не веруваме дека се е еволутивен процес, дека и луѓето се еволуираат и дека и можат да направат промени и можат да прават да креираат промени во интерес на општеството, пошто и самите ние живееме во истото. Апсолутно. Тешко беше, потешко беше Ја би го исклучила зборот тешко. Пошто доколку вас ви е нешто тешко, не можете ништо да реализирате. Меѓутоа, има една стара поговорка која што вели ако сте се фатиле на ауро, мора да бидете јаки да го доиграте аурото. Јас не бев свесна во што влегувам кога го отпочнав. Ја отпочнав приказката Конфи Ангел. Случајно се најдов на тоа место, бев прашана дали би сакала тоа да го правам, имено од тогашниот партнер на компанијата Макс Мориусев, кој што беше од Обединетото кралство, кој што заедно со мојот брат Сашко Јакимовски од Лондон дојдоа во Прилеп и бев прашана дали ја би тоа би го правила. Во моментот кога одговорив да, јас суштински не знаев во што влегувам, пошто не имав едукација за истото, па не имав знаење, па не имав некакво искуство, меѓутоа, знаете, зборот е најсуштинското и највредното нешто што го поседуваме и затоа треба да внимаваме што излегува од нашата уста, повеќе отколку во последно време многу внимаваме што внесуваме. А многу забораваме дека она што излегува од устата е побитно, значи моето да значеше за мене една огромна одговорност пред себе. И поради таа одговорност бев упорна и го издржав патот долг скоро 20 години. Можеш накратко да ми опишеш на сите како изгледаше тој пат на едукација, на приспособување? Дали се тоа
време посветено на читање, сигурно семинари се го прашање како се води една фабрика, како се менеджираат вработени. Никој ништо не може да ви каже теоретски. Секоја компанија и како и секој човек е индивидуа сама по себе и секоја компанија има свое срце, свој крвоток и треба да имате индивидуален пристап. Да, јас имам висок респект и почит спрема сите процеси и процедури како компанија неизмерно вложуваме во континуирано во едукацијата, не само мојата лична, едукацијата на сите вработени, оние кои што оперативно или оние кои што го носат бремето на компанијата, така да едукацијата е неопходна доколку сакаме да одиме напред и како компанија, и како поединци, и како општество. Меѓутоа, вие треба самите да ја осознаете компанијата, да ја видите кои се потребите, вие сте оние кои што креирате еден екосистем во таа компанија, не постојат копирања на копирањето, не. Не можеш да украдиш од оваа компанија да го примениш. Индустријата е таја, меѓутоа како ќе ја воспоставите системот, како ќе го воспоставите во компанијата и како ќе дише тој екосистем зависи од вас најмногу. Ајде едно пак женско прашање. Дали тоа што сте жена, глава на фабриката, жена, прави некаква разлика во односот кон жената работничка? Дали обрнуваш внимание особено? Значи, јас не сум само главата на компанијата, покрај мене имам прекрасен машки тим. Морам и покрај тоа што емисијата е, денеска порталот зборуваме за една најплеменита работа, тоа е жената во општеството и потоа ќе кажам зошто тоа го мислам. На челото на компанијата секако се најдуваат и Давор, мојот сопруг, Филип, директорот на компанијата, финансовиот директор, Николче, правниот директор и сите тие, Христина, една прекрасна жена која што ги води системот за здравје и заштита, креаторите во развој, контрола, тоа се прекрасни жени и екипа кои што го прават пирамидата или челото на таа компанија. Јас сама по себе би била, не би била никако доволна за да може да креираш успешна приказка. Меѓутоа, мојот фокус е преди се визионерството. Во овој момент не функционирам оперативно, функционирам визионерски, во смисла каде би биле по 10 години и ги работам припремите за што треба да се направи по 10 години, а во однос на вашето прашање, во однос на вашето прашање за односот спрема жените, посебен ми е односот спрема жените во компанијата во последно време, пошто свативме дека 50% од вработените нормално се од женска популација, 50% се од машката популација, дека на жената за да и се зголеми продуктивноста на трудот во самата компанија и треба мала поддршка поголема од мажите. Поради тоа што жената во исто време е и мајка, и жена, и домаќинка, и работник или работодавец и сето тоа бара дополнителен напор и енергија и време за жените и од тие причини ние како компанија одлучивме мажите во компанијата, а и ние да и посветиме малце повеќе внимание на жената и заедно со научниот институт Finance Think креиравме една многу и амбасадата на Обединетото кралство, поддржани од нивна страна, креиравме еден прекрасен проект каде што фокусот ни е на едукација на жената како да биде подобра во средината во која што работи за да може да стекне поголема материјална добивка за трудот кој што го вложува. И епилогот од тај проект, морам да бидам искрена, е многу позитивен и сум многу среќна, исто така и самите жени и вработени кои што учествуваат во проектот. Сега, ова посебна посветеност кон жените ме води кон едно прашање кое што го има впишано, го дооформивме во разговоров пред да почнеме да снимаме не само кон жената, воопшто односот на Комфи Ангел кон секој вработен, особено кон нивното здравје. Кажа дека имате веќе лекар кој што е вработен. Не е вработен, човекот. Човекот е се уште на одслужување, не е на воен рок, нажалост, него на одслужување на затворска казна,
нешто што на сите нас може да ни се случи и тоа не те прави дека еднаш за секогаш вие сте негативен човек и општеството треба да ве отфрли. Во моментов Конфи Ангел има во своите редови некаде околу 12 вработени кои што се на одслужување на затворска казна од А категорија. И не само што тие се задоволни од нивната работа во Конфи, и ние останатите вработени, што мене посебно ме радува и посебно ме прави среќна за нашите вработени, ги прифатија одлично. Еден од тие вработени е медицинар, доктор по професија и сакаме да отвориме во рамките на компанијата амбуланта, каде што секој вработен ќе има можност да има пристап до здравствена услуга, а што се однесува здравието на вработените, тоа е суштината и е најбитно, ама не зборуваме само за и психичкото здравје, оно што е уште побитно. Имаме не само индивидуален пристап према секој вработен и за неговите потреби, секој вработен може да пристапи како до мене, така и до директорите на компанијата, си имаме процедура каде што може да побара помош, а во однос на здравието влијаеме на превентивното здравие. Што правиме? Инвестираме во превентивно здравие, како, например, кај жените, имав на инвестирање во магнетна резонанса на градите, нешто што не секоја вработена наша може да си го дозволи, пошто тоа кошта многу. Исклучително скапо. Една заштита, еден човек вие да го спасите, е тоа преголемо богатство. На наше огромно задоволство не најдовме никакви наоди. Кај мажите па работиме во делот на превентивата на простатата и абдоменот, значи работиме во превентивното здравје најмногу. Здрав работник е само добар работник и среќен. Како човек кој што работел во повеќе компании во Прилеп, можам да кажам и поминал систематски прегледи во тие компании, можам да кажам дека ни близко сме немале ваков третман, систематскиот се сведувал на елементарна, не знам, крв и мокрача слика и толку. Тоа треба да ја чепнеме и оваа тема малку, пред да поминеме кон општествената одговорност. Сакам само накратко прашање, затоа што во ова лудо преструктурирање на светот овие последни месеци и половина гледаме дека големите компании кои што се во Македонија се соочуваат со сериозни предизвици, намалуваат, укинуваат цели смени, една голема фабрика и се затвори. Дали Конфи Ангел чувствува влијание? Не, видите, неблагодарно е да се споредуваме со другите компании. Секоја компанија, како што кажавме, има свој екосистем и припаѓа во одредена индустрија. На наше задоволство ние сме во индустрија која што после јадењето е исто неопходна, значи мора да спијаме. И нема замена за перница или јорган. Нема замена, вие мора да имате или перница или јорган, што не е случај кај храната. Верувам дека во догледно време ќе има други субститут за замена на одредена храна, тоа значи дека индустријата ќе доживее некоја голема трансформација во иднина. Во овој момент нормално. Суштината на секоја компанија и на секој работодавец, тоа е тоа што ви кажувам, мојата задача е визионер, да ги предвидиш ризиците и покрај тоа што живееме во многу непредвидливо време, меѓутоа да ја направиш компанијата таква да може да биде флексибилна и да се адаптира на секое ново настанато време. Ние сме мала земја, економски, и нажалост зависиме од многу други економски влијанија кои што се глобални и се надвор од нашата моćна влијание. И тоа ние она што како компанија се стремиме во иднина е да ја намалиме зависноста од другите земји. Како компанија, исто и како земја, сме многу увозно зависни, заради тоа што ни е уништена базната индустрија во голем дел на индустрии, вклучително и во нашата. Значи, нажалост, пошто немаме базна индустрија, мораме истото да го увезуваме од далечниот исток, најмногу и Кина, и тоа е она фокусо што Конфи треба да го работи во иднина за да го намали тој ризик на зависност, за да има сопствена базна индустрија, за да може да биде уште поконкурентен на пазарот. Значи, пак, ќе кажаме, неблагодарно да се споредуваме. Во моментот автомобилската индустрија се најдува во некое преструктурирање и затоа се случуваат овие. Затоа го кажав како преструктурирање на светот. И треба да бидеме трпеливи, сигурно дека тие прекрасни компании нема да останат неадаптирани на новонастанатите ситуации. Сметам дека ќе се вратат инвестициите во нашата земја
ние во Европа припаѓаме. Геостратешки сме Европа. Географски сме во Европа, нема каде да одиме, не можеме да се преместиме во Америка или во Африка. Точно, и пошто глобализацијата, до некаде го направи својот позитивен ефект, ама знаете, кога ќе стигнете на едно ниво, почнувате и негативно да влијаете. Глобализацијата направи негативен ефект најмногу во Европа, заради тоа што ги изгубија своите производствени капацитети по цена на префрлање некаде каде што е поевтино. Затоа јас не се борам за ефтина работна сила, јас се борам само за среќна и квалитетна работна сила. Само таму можете на долг рок да обстаните. Она што се потпира или постулатите на економското делување врз основа на ефтина работна сила не може ништо долго тоа да трае. Секој има процес на раст и развој. Македонија не треба да работи за минимална плата, треба да работиме за достоинствен надомес на трудот кој што ние го вложуваме, а од друга страна мора да признаеме дека малце сме и мрзливки. Бараме помала страна на отпор и затоа сме помалце продуктивни за разлика. Заедна љубов е тоа на работникот со работодавачот, кај нас, така да речеме, и сме малку и мрзливки и тука треба да се најдеме на средина некаде. Треба да се слушаме. И да се слушаме. Едноставно, да слуша потребите на другиот и така само може да растиме. Точно, треба само да се слушаме едни со други, да сватиме дека работиме во иста компанија и сме на иста страна на реката и работиме за доброто на компанијата, а индиректно секако и на општеството во кое што стопанисувате. Се согласувам. Ај сега Конфи Ангел и спортот. Јас би отишла малце кај жените. Сакам да го завршиме разговорот, со жените. кратко да го нема проблем. чепнеме. Познато е дека помагавте на Победа, а вчера дознавме дека ја земате под концесија или е во ваше владение универзалната сала позната? Сме во преговори со јавното предпријатие во чија собственост е салата. Дефинирано е кои ќе бидат условите под кои што ние би можеле да ја земиме салата. Нормално дека сумата која што ја кажа министерот за спорт беше колку е вкупно салата сета да се реконструира, меѓутоа тоа е голем терет би било за Конфи одеднаш секако. Дека имаме план и на анализа направено за што би значело за да се приспособи салата за да може да се пушти во функција, а понатаму здравје Боже самата сала може да биде самоодржлива и самата од себе може да си креира и буџет и самата од себе да си се надополнува и гради онаму како што треба да изгледа европска сала. Апсолутно, Прилеп тоа го заслужува. Младите заслужуваат услови прво за развој. Повторно ќе го кажам од себични причини го правиме истото. Ние имаме голем број на млади семејства кои што работат во Конфи и анимација на децата е нешто што е најнеопходно. Доколку не го вклучите детето во спорт, го вклучувате во нешто друго и сигурно дека спортот е подобра алтернатива за секое дете и нашиот фокус во делот на инвестирањето во спортот, еве конкретно во ракометот, не е само од аспект маркетиншки, ние немаме потреба за маркетинг во нашата земја, пошто продаваме само 1% од нашиот целокупен аранжман, пред 99% сме извозно ориентирани, меѓутоа го правиме од себични причини. Децата на нашите вработени да можат да се спортско активни, да бидат и затоа на спортскиот директор или истовремено кој што е директор на компанијата Филип Велески, фокусот му е ставен на младите, на децата и сакаме да креираме ракометари, потенцијали од Прилеп. Колку убаво звучи секој зборот себично кој ќе е ставен во правилен контекст. Јас стално тоа велам за луѓето кои што треба да инвестираат во општеството. Направи го за себе. Го правам за мојот син. Кога ќе вложиме одредена работа на најсебичен начин за себе, за нашите деца и така натаму. Го правам и за нашиот син. Мојот син, нашиот син, ако одлучи дека сака да биде ракометар, нема каде да тренира, немаме сала. Значи, пак вие го правите од себични причини, меѓутоа на крајот на денот креирате и општо добро. Значи, нема право на живот само нашиот син. Не, имаат право на живот секој едно детенце кое што се родило во Прилеп, има право, фундаментално право на спортско рекреативно развивање. Јас го разговарав на многу сличен начин со еден директор на национална телевизија минатото лето, кај што ми објаснуваше како не му се исплаќа инвестиција во
негова продукција, па сме сведени на турските серии и српски шоуа за... Многу лошо, многу погрешно. Исклучително лошо. Но викам, дали сакаш твоето дете да расте со твојата програма? Не секоја инвестиција мора да има поврат во финансиски. Суштината на проблемот во ова време е што сите ние работиме за профити. И главен фокус е профитот. Он не ги оправдува суштината на постоење на една компанија, не само компанијата, и вас како лидер во професијата. Суштината на нашето живење е многу, креирање профит, меѓутоа истовремено да креирате едно подобро, похумано општество, или ние како што сакаме да кажеме во Конфи да воведиме дури барометар за мерење на среќа. Мора да имаме некој барометар. Луѓето треба да сме среќни за да го поминиме денот. Кога вложуваме во креирање на вистински вредности, среќата неизбежна. Да, самата по себе си. Среќата е неизбежна. Затоа сакав да ви кажам дека тие инвестиции не се гледаат во форма на пари, меѓутоа на долг рок. Тие исти млади, мојот татко Велче секогаш велеше во здраво тело, здрав дух. Значи некој кој што ќе биде спортски активен, а ќе биде потенцијален работник на Конфи Ангел, е добар човек. Тоа е нашиот екосистем кој што ние сакаме да го креираме. Сличниот на сличниот да му се радува кога една структура од 900 вработени на иста страна веслаат. Бродот оди понормално. И сега ќе го само ќе ти оставам да дадеш препорака до сите жени, млади пред се, кои што сакаат да започнат свој бизнис. Што би им препорачала да им се обратиш нив и истовремено на што преđe кога те прекинав, кога те реков дека сакам да завршиме со порака и со некако сублимат за твојот. Значи, не постои поголема среќа и поплеменита работа од тоа да сте човек. И богатство да се родите човек како човек. Каде се раѓате, тоа е прашање на среќа и која е вашата мисија и причина за постоење. Меѓутоа, кога се раѓате како жена, имате дополнителна причина за да бидете среќни и да се чувствувате поплеменито. Од причини што пола од популацијата е женска, припаѓа на женскиот пол, пола е на машкиот. Меѓутоа, жените го раѓаат и ова е остатокот од другата половина. Значи, влијанието на жената во општеството многу кратно има огромен импакт и во делот на креирање на прав маж, онај кој што може државата да се потпри на него, и во делот на креирање на додатна вредност. Нажалост, во нашата земја, секоја од две жени, една е во работен однос, една не е. Тука најмногу губи државата, заради тоа што не ствара додатна вредност таа друга жена. Да, јас разбирам дека нема поубава работа од тоа да сте домајчинка па да си го гледате детето дома, меѓутоа вашата економска независност ве прави вас да сте посамоуверени и да може да се соочувате со сите предизвици кои што животот ги носи. Немој да ме сватите продуктивна за своето дете. Точно, немој да ме сватите погрешно. Јас не верувам дека жената е посебно добра за разлика од мажот. Не сум феминисткиња во никој поглед, верувам во традиционалните вредности и мора да се ги почитуваме традиционалните вредности, пошто тоа е она што не дефинира како народ. И треба да почитуваме дека кај нас се знае која е логата на мајката и на жената, која е логата на мажот. Така да многу промени треба да настанат од многу аспекти за жената да го добие своето вистинско место во општеството. Не само право на гласање, не само право на работен однос, меѓутоа и самата држава треба да направи промени во делот на креирање на пример, јавни приватни партнерства за градинки. Ние, како компанија, сакаме да креираме собствена градинка, имаме над 120 дечина, кои што би можеле во моментот да ги обслужуваме над 3 години. Замислете колку би била таа мајка попродуктивна кога си го остава своето дете тука и си го зема од тука. Автоматски се зголемува продуктивноста и нејзината среќа. Второ, она што мене најмногу ме иритира како мајка и што верувам дека нешто ќе ми следи во иднина, а сакам да направам промена, пошто сметам дека вие зборувате само со цел да направите некоја промена, недозволиво е работничката или работодавачката да биде и работодавач и бизнисмен или работничка на која што се потпира оперативно целата компанија,
Потоа, оди дома, треба да биде домајчинка, треба да сготви ручек, да си ги децата да ги прибери, мажот да го примери, куќата да ја среди. И она што дополнително новите генерации на жени ги оптеретува, треба да учат со децата математика, општество, нешто што тие и него ни знаат. Првин треба да се припремат за да му го пренесат знаењето на детето. Моето прашање е, зошто децата одат на училиште? Која е улогата на учителот? Во мое време, кога ние учевме, мајката моја не учеше со мене, немаше такви обврски. Јас долго време живеев во Обединетото кралство, ние еднаш не ги видов моите внуци дека учеа дома со мајката. Тоа е нешто што подхитно, се обраќаме ве директно ако имам можност да ме слушне и министерката за образование, нешто што треба да претрпи промена. Не може една жена, е невозможно да биде и работодавац, и работник, и мајка, и домајкинка, и жена, и учителка. Значи, или тутор на своето дете, не мора да учител. Невозможно. Невозможно е тоа да се постигне физички. И затоа тој притисок, таа воња помеѓу себе и времето или она бркање на својата опошка континуирано и нереализирање на задачите дневни те прават понестрекна, понесамоуверена дека вие не сте доволно добра за да бидите она што вас природата ви го дала. Меѓутоа, стварно, општеството во одредени норми треба да ја помогне на жената, за да може да добија и самото општество за додатна вредност, а исто така и самото семејство да има поддршка спрема мајката и спрема жената, за да може да креира додатна вредност. Пошто во овие 20 години работа имам запознато прекрасни жени и во Конфи Ангел имаме една плејада на такви прекрасни жени на кои што Конфи Ангел ја креира ова додатна вредност, врз основа на кои што Конфи Ангел може да помогне во ракометот и кои што несебично ја даваат својата љубов и време за компанијата и веруваат во истата. Значи, жената има огромен потенцијал и истиот треба да се преструктуира, преадаптира, да се направат норми и форми каде што ќе може жената да се вклучи како директен учинител во економските влијанија на нашата земја. Значи, ако можам да го сублимирам сето во една реченица, да се вратиме на почеток кај што рече дека се еволутивен процес, значи се уште се движиме кон одредена еволуција на нашето општество, кај што треба сите да си го завземат пред се жената местото кое што го заслужува. Нас ни останува само со вакви разговори и со пред се и действија да го подпомогнеме, подтурнеме тој еволутивен процес да се случува што е можно подобро. Фокусот на младите. Фокусот на младите. Да се образуваат децата. Значи, викат дека добро, јас да сметам дека независно колку си возрасен треба континуирано да се образуваш и учиш и да се променуваш. Само промената е она што те прави подобар. Меѓутоа, стварно треба во иднина сите ние фокусот на младите да не биде ставен. Ако сакаме промени во општеството, очигледно ние како генерации не направивме големи промени. Меѓутоа, дајде да се освестиме, па да бидеме несебични и да се ставиме она што мене посебно ме радува за Конфи Ангел е кога ќе одам низ фабрика, количината на млади кои што е дел од компанијата ме прави посебно срекна. И сега заедно со директорите си разговаравме дека во иднина ќе имаме стварно фокус на работа со младите, не само за да се ги задржиме во нашата земја, заради тоа што вие ако потенцијалот кој што ги имаат младите и нивните желби се иднината. Треба ние да се адаптираме на нив, а не тие на нас, пошто тие се иднината. И таа адаптацијата која што треба сите да ја направиме. Младите, независно дали припаѓаат на женски или машки пол, меѓутоа со оглед на тоа што сме непосредно пред многу битен празник за жените, моето обраќање или порака до младите девојки е да си ја осознаат својата мисија, која е причината за нивното постоење во општеството, зошто се родени. А тоа се осознава доколку вие сте свесни и логички ги гледате знаците и обкружувањето околу вас, да се фокусираат на оно што ми е љубов. Може би да Боже ќе им даде некоја друга професија успат, меѓутоа ако тие најдат доволно љубов во истата и ако го работат истото со љубов, истовремено веруваат во себе, пошто љубовта е во нив, јас верувам дека успехот ќе биде гарантиран. Нормално дека пошто еве гледам дека и нашата влада има фокус исто на младите, дека фокусот е да се задржат младите во нашата земја.
им треба помош на иновативните млади предузимачи, поготово фокусот треба да се стави на мали и средни предпријатија. Знаете, рибите во едно море, во еден океан, малите риби се оние кои што ја креираат најбитната флора и фауна, така да малите и средни предпријатија се нешто на кое што посебно треба да му обрнеме внимание. Млада девојка, доколку ентузијаста и сака да отпочне свој да е предузимач, па дури и со еден вработен, треба да биде несебично поддржана како од сите институции, власта, зборувам во делот на бирократските работи. Јас бев премногу упорна, иначе некој друг секако би се откажал одма. Зборувам ова пред 20 години и се надевам дека работите ќе бидат сменети и се сменети, дека јавните институции конечно ќе ја сватат суштината дека тие работат за нас, а не обратно. Ама и ние треба да си ги почитуваме институциите на нашата држава и така се креира таа заедна љубов и да си ги почитуваме истите тие вработени и да си работиме онака како што вели законот на нашата земја. Само така се почитува држава и само така патриотизам се вади. Тогаш кога вие си ја почитувате државата, си ги почитувате законите, какви се, такви сте, за да ги менувате, вие имате можности да припаѓате во различни асоциации. Значи, мора да се упорни институциите на власта на секоја една таква девојка или млад човек што сака да отпочне, мора да им помогне за да не им одмага, да не биде демотивирачки, да не биде млади кои што створиле некаков капитал, да ги мотивира да го вложат. И ја користам оваа прилика да се обратам исто доколку некој ме слушне, јас да се, пошто пари не треба да недостасуваат. Пари има, меѓутоа оние што се на почетокот на креирање на компании многу тешко идат до пристап до парични средства. Ова го знам, пошто колку мене тешко ми беше да воспоставам еден убав деловен однос со банките и да стекнам доверба. Од аспект на време сега ни е многу лесно, секоја банка сака да работи. Меѓутоа на почетокот никој не веруваше во... А банките се најпрофитабилниот бизнис во држава, така да и тие треба да се отворат малку. Меѓутоа, видите, тоа е бизнис. Вие не можете таму да влијаете. Тоа што ако влијаете на работата, државата не би смеела да влијае на нивната работа. Меѓутоа, банките да имаат повеќе чувства за... Јас се обраќам уште повеќе. Сметам дека државата треба да си ја докапитализира Македонска банка за поддршка и развој. И секој еден млада девојка или млад дечко кој што сака да си отвори своја компанија за да дава или услуга или додатна вредност производ, може да се обрати во истата и да биде поддржана од страна на таа капитална банка и да може да се отпочне тркалото да врти. Најбитно е тркалото да врти. Поготово фокусот доколку се стави на извозно ориентирани компании, верувајте ме, сметам дека сме во предновје во време кога и Европа сака да се подпри на нашите ресурси. Значи, ние го имаме потенцијалот како земја, само што треба малце како народ да се преадаптираме и промениме и да размислиме што е она што ја можам да направам првин за себе, па за општеството. Сметам дека Европа сака да се подпри на овај регион. Пред да ти речам фала, ние малку како неконвенционален медиум, за 8 март ќе ти дајме неконвенционален. Thank you very much. Фала, уствари не, на англиски, извинете, ви благодарам многу. Ви благодарам, фала ви многу. Честит 8 март. Thank you, фала. Ти посакувам уште многу успеси, Конфи Ангел да расти и сите матра да бидете среќни, задоволни и што е можно повеќе да носите и фидбек на ова општество да расте заедно. Ви благодарам на поканата, секако поддршка до вашиот медиум и до сите медиуми кои што работат на пелагониско ниво и ни ја кажуваат вистината за Прилеп. Не викам само Конфи Ангел да расти, пошто една птица ја то не прави. На овој град му посакувам да му се случи промена. Посакувам да му се случа многу Конфи Ангели. Ги повикувам сите компании да сватат дека кога креирате профит и капитал, не креирате само добро за компанијата, вие креирате една витаминка, има огромен исто позитивен влијание на нашиот град, запослувате доста луѓе, нивниот животен стандард се имплементира на општеството и посакувам конечно да проработи секторот за урбанизам, за да може да почне да се гради во нашиот град, пошто гладни сме за креирање на нов изглед на градот. Пред се функционален и урбан. Да, и етичен, морален, јавен, транспарентен. Сите оние кои што работиме јавна функција треба да сватиме дека ова е ново време.
поинакво време од претходниот век и треба доволно поминаа 25 скоро години од овој век и е време да се промениме сите и да адаптираме на ново настанатото нормално. Дајде да го завршиме како прилагодување на секој ден и стремеш кон подобро утре. Мора да верувате и мора да си имате вие планови каде по 10 години. Ако немате план, во што би верувале? Фала ти многу. Молим. Се надевам бевме инспиративни, се надевам дека испративме позитивни пораки и се надевам дека овој разговор само ќе покрене одредени, ајде да речем, позитивни промени. Вас ви благодарам што гледавте. Се гледаме следна недела со нова епизода од Отворени муабети. Молим.